Добро вечер, драги пратели. Немав намера вечерва да правам видео анализа, но глобалната ситуација ме предизвика да го направам ово, со видео анализата. За што се работи? Во ноќта меѓу 21 и 22 мај, Украина лансираше 300 дрона на Русија. Ќе не предизвика некоја голема материјална штета, но кој што признаваат некои германски и други новинари, аналитичари, тоа било заморување на руските ПВО системи, кои што се стрела, панцир, С-300, С-400 и така натаму, па чак и на нивните електромагнетни системи, да видат како делуваат. Али тоа проба не знам ќе видиме, но досега Украина практички кон руската територија 10 до 12 дронови, значи нешто што досега не се случило. И главна цел е било исцрпување на руските ПВО системи, но ја би рекол дека сето ова се случува и сами на Владимир Путин. Добро знаеме, мислам барем добро, но за вас не знам колку, он беше раководител на КГБ, 160 најдобро, многу пати го повторувам ова, и сакаше да види со што располага НАТО. Точно тие дрони не се сите, да кажеме, украински, тие се донесени, а и тој празење на магазини. Точно дека дрон кошта чини околу $20,000, а еден панцир или системе и една граната. Наводно викаат милион, а толку не ги чини сигурно руси, ко оние гледаат цената на запад. Во исто време, во Финска се одржуваат вежби, значи на самата граница со Русија, Финска, знаеме од 2023 е членка на НАТО, со 5000 војници и ќе се одржува до 1 јуни. Значи треба да поминат околу 20,000 војници, туку често си амерички војници и британски, сега да не ги редам другите. А инаку сега во моментот Русија има граница со НАТО околу 1300 километри. Некој ќе каже многу, да. Но ви кои ќе земете фронтот што е во Украина, тоа исто на 1000 км, 1200 или 300, не ме држите за збор. И во моментот руската војска е најподготвена во светот, може да се каже, има голема моќна мобилизација. Самиот Руби и Венс во Конгресот кажаа дека САД нема да војува со Русија, бидејќи во моментот има најголем нуклеар арсенал и кој е прашање тактичкото нуклеарно оружје и интерконтиненталното. Сега е прашање дали Европа се вовлекува во конфликт во Украина, а тоа прескапо ќе чини, особено скандинавските земји, Шведска, Норвешка, Финска, Шведска, мислам, прва година Финска и не ми текам која друга. Стари 2020 се примија во НАТО. Ова е играње со огин, посебно на Европа и Европската унија, тоа е исцрпување на нивните ресурси. Борам економски, они се најдат во еден страшен колапс и економски и војни, пред рецесија, тука и Америка исто така. Трамп, за да ја смири ситуацијата, он се прошета, условно кажано прошета, беше во трговски сделки со арапските земји, Саудска Арабија, Катар, Емирати. Само на Саудска Арабија успеа да им продаде 140 оружје за 142 милиарди. Тоа е помага цените, за да може војната индустрија да ја смири, да не ја крене после себе да има што да работи. Добро, многу купи и Емирати и Катар, но тоа е, што би рекли србите, другоразредно оружје, значи од најмодерните. И не е случајно кажа минатата моја видео анализа дека му подарија Саудска Арабија Боинг, што е инаку америчко производство.
Американска, пардон. Значи, страшни работи се случуваат, но Медведев јасно кажа дека нема да имаат милост. Значи, може пола Европа да изгори. Ово што го пушти, намерно го пушти, да видат како русите, мислам, повеќе области беше, у Курска, Белогорска, чак и во околината на Москва. Целта е било да, наводно, така велат западните аналитични новини, да ја заплашат Русија, да се предизвика паника. Аеродромите беа затворени на момент, нормално патниците беа блокирани. Но ова е, ја би повеќе кажал, ова е вежба за Русија, во случај на војна со НАТО, поточно Европското НАТО, не верувам дека американците ќе смеат да се умешат. Тоа ќе биде голем колапс на и вистински распад на Европската унија. Значи не се случајни тие вежби во Финска, но друга вежба, другави кои ќе почувствувате вистински куршум да ви лета околу глава. Не случајно Северна Кореја, некако 10 или 20, или не ме се збор, прати војници за да добијат таа рутина и да го почувствуват вистинскиот овер. Ова е голема грешка и предизвикување на Русија. Они се обидува и со танкерот што водеше руска нафта, но Русија веднаш вратија. Го вратија танкерот што водеше нафта од Шкоција, значи америчка нафта, мислам беше нигериски. Значи Европа се кува и препорачува на владата во моментот да не се стават на ничија страна како НАТО. Ми прво нема војска за себе, бидејќи наша војска е разоружена. Минатата власт авионите ги врати што ги плативме на Украина и тенковите, така да македонската војска во моментот е нужна само со лесно оружје, кој не дали колку има и доволно и од тоа, борам за автомати и така натаму. Значи, ситуацијата во светот се загрева, особено во Европа, но тоа лошо ќе влие и сад мисли дека е далеко ако направи тука уште еден конфликт или што на Украина, инаку Украина да се разбере има и добро војна индустрија, они имаат сопствено производство на дронови, овие дронови се повеќе, мислам, и западни меѓу нив има, што добија од Америка, за да се испроба нивната јачина и отпорноста на руските ПВО системи, како би делувале во случај на нуклеарки и така натаму. Значи, многу интересен период е пред нас на глобалната политичка сцена, но него, да се каже. Ја не би сакал да ја предизвикат Русија, зашто ќе направи пепел. Путин не се двоуми, јас само ќе ви кажам еден пример. Ако се сеќавате, кога беа талците во Болшевик театар, он со нив не преговараше и пушти гасни бомби, ги успел сите и живи ги фати. Така да он ултиматуми не признава и малку, он е доста трпелив. Него го имам доста проучено, бидејќи го следам уште од 2000 кога дојде на власт, посебно за нова година со декрет на Елцин. Ја не би се играл со него, а особено со Димитар Медведев, кој е неку заменик на Советот на безбедност на Руската Федерација, и треба да ги следите изјавите на Димитар Медведев, значи оно што го мисли Путин, Медведев јавно го кажува. Драги пријатели, што сака да ги следат моите видео анализи, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или следи ме. Исто така може да ме следат на Instagram крајнички, латинично ЦХ, и како на Telegram. Ќе гледаме до следната анализа, до тогаш осудато е Македонија напред, Македонија пред се.